Добар ви ден, драги наши пријатели! Со Арно, со убаво Ајрлија нека е. Ние сме подготвени сите, весели, срекни, расположени за новиот рецепт на денот. Зашто? Затоа што сите велат дека тоа што ќе го сготвите, што ќе го измесите, дали сладко, дали солено, дали кисело, не е важно. Треба да го направите со љубов, со многу љубовен зачин. Ние се наоѓаме во комплексот Златно буре Кучково и сите се овде баш на такво расположение. Да ви кажам и да дојдете нерасположен, тука сите ќе ве расположат. И се е така позитивно, така убаво, па дури и затоа јадењата ни се погодуваат толку многу убави. За денешната емисија ќе ви направам ужинка. Така се вика, викам, како се вика ова? Затоа што го пробав кај една моја драга пријателка и вели, ова е ужинка. Ужинка, добро, значи, тоа е главното име, ужинка. А зошто? Се препорачува за младите мајки, па и за возрастните, што си има дечиња, за во училиште и така натаму, многу се практични, да им ги ставите во кесичка и можат на големиот одмор, на одмор помеѓу часови да си каснат. За тоа вас ќе ви бидат потребни готови кори. Кори како за баклава, не за пита, туку за баклава. Ќе ви бидат потребни 3 страка прас, 2 јајца и околу 500 грама урда. Значи една кесичка урда, околу 200 грама стопен путер, малку масло по потреба, малку сол и малку бибер. Што правиме на почетокот? Додека јас ја подготвам кората, ќе ставам 1 децилитар масло и ќе го ставам празот, ама само неколку минути да се запржи. Ништо повеќе. Затоа што тој ќе се пече после, на интересен начин се витка ова ужинка. И многу е практично, да ви кажам. Не треба после па сечи, па некој е било поголемо, некој е било помало. Не, ова си е баш супер. Секој е посебно приказна за себе. Значи малку ќе го пропржиме празот, ќе му ставам малку сол, така, малку бибер, многу малку, колку да замириса. Ете така. На празот не му треба многу, посебно не за ужинката, нема да му треба многу пржење. Значи само да омекне, толку, да омекне. После ја ставаме урдата, тргаме од оганот, ги ставаме јајцата и тоа е филот за ужинката. Сега е време за прас, јадете го прасот буквално секој ден, во разни облици, во чорба, сармата можете да ја направите со прас, погачи, пити, еве вакви ужинки. Ете, толку не му треба, готов е, еве го. Омекна, не му треба повеќе. Ја додаваме урдата. И урдата малку да се скипне во маслото. И ќе ни треба малку путерче после за попрскување на корите. Ако немате путер, не грижете се, користете масло. Сакате од сончоглед, сакате од маслиново, од маслинка, значи што сакате тоа ставете. Ако ова го правите за повозрасни, за гости, можете и везена пиперка да стави. Еве готово, исклучувам. Не треба повеќе. Толку е. Значи само малку да го фати врелото масло. Толку е.
Ке ви треба и еден плех со хартија, во кој што сето ова ќе го печете. А овие се убави кори. Ете така. Си направам место. Сега го вадам од оганот, ги ставам јајцата. И само промешуваме. И секоја ужинка ќе си има малку фил, колку што одговара према кората. Се печат буквално на 220 степени околу 15 минути, ништо повеќе од тоа. Така. Еве го и филот. Се знае зимото што се јаде. Есено време, зимно време се јаде прас. Прас со пиперки, со урда, со јајца. Само убаво е вака. Ќе го промешаме. Така. Еве го филот е подготвен. Можете прасот одвечер да си го насечкате, а и овие ужинки можете да си ги направите исто така одвечер и си седат после, може да ги подгревате како сакате. Така, сега да преминеме на работа. Ова ќе го ставам тука да ми е на рака и ќе му ставам малку масло. Сега, ја зимаме кората. Чекај да видам да ги превртам вака. Така. Нарасуваме со малку масло. Можете и маслиново. Така. И сега ќе ми треба лажицата ова. Си ставаме. Може. Евака. Значи не мора на секаде да има, претежно да гледате да имате во средината. Така. И сега си ги виткаме на многу едноставен начин. Од едната страна, од другата страна и правиме ролнички. Си виткаме ролнички. Еве, вака ќе направам за да размачка и си ги редите во тепсијата. Една по една кора на потполно идентичен начин. Од озгора ќе им ставам малку путерче. Значи за ова нема да ни треба ни фил, мислам ни јогурт, ни кисело млеко, туку они ќе си попримат од самиот фил, од урдата, од јајцето, од празот. Ете така. И сега одиме една швака, значи на 3 дела. Една швака и вртиме ролна. Крајот секогаш да оди доле. Како и да го ставите маслото, но пак ќе се изедначи, затоа што се витка, нели?
Колку е прекрасен филот. Значи вака и вака. И вртиме. Се додека не го потрошам филот. А ако ми останат кори, има решение и за тоа, така? Ке си земеме дали тиква ако имаме, дали сирење, јајца, не е важно. А може и само со шекер. Шекер, пудер и цимет. Така што убаво. Значи, повторно од лево кон десно и од десно кон лево. Така, каде што е свиокот, го ставаме надоле. Така. Малку масленце. Значи, од лево кон десно и од десно кон лево. И убаво, таман. Значи, без сечење да си има секој по едно. По две, по три, колку сака. Така. Јас имам подготвени две плехчиња. Така. Еве, можам сега ова да ја намастам со маслиново масло. Значи, можете и со тоа, и со тоа. Не треба измеѓу да ги прскате, затоа што ќе го ставиме стопениот пудер. Мислам дека ќе има место за уште две и ќе редам за печење. Додека тие се испечат, ја и со другите ќе завршам. Отприлика по две лажици супени ми одат. Значи, од лево кон десно. Тука. Повторно маслиново.
Еве ги, драги мои, сега ќе ги напрска малку со путерче. Така. И одат во рерна. А јас продолжувам со работа, затоа што ние сме тука многу. Треба да има за сите, нели? Да има за сите. Ова малку ми се раскутка, но така. Одлично. Одам сега во кујната да ги испечам и продолжувам со работа. Еве како изгледаат. Баш се убави ужинки. И во што е тајната? Значи можете баш да го ставите филот како сакате. Кога нивки ги завиткате во ролничка, автоматски секаде имате фил. Не треба да се грижите, нели овде помалку, овде повеќе. Така како војници си ги редам тука. И мислам дека дали една или две кори ќе ми останат. Да. Тоа зависи од дебелината на корите, нели? Дали имаме повеќе или помалку. Така, видете колку се убави. А те кога се испечат, и они се крцкави, зошто? Затоа што не им ставаме она фил, нели, од јајца, од јогурт, тука останува само на кората и самиот фил што има течност. Еве, мислам дека ова кора е уште една и готова сум. Да. Значи, две кори ми остана. Ке смислам нешто што ќе им направам. Може и некоја јаболка ќе изрендам. Така. И овие ќе ги намастам со растопен путер и ќе ги префрлам во друго тавче. Голема е рерната, можеме заедно да ги печеме. Да, така. Може и тука уште да ставам. Така. Прекрасно. Одам на печење, а вие чекајте ме. Штом ги испечам, доаѓам поставени на трпезата, ќе ги вкусиме и
Ке си разговараме, секако сите ќе ги пробаат тука во Златно буре кучково, а вие направете ги и вие ќе го почувствувате вкусот. Но да видиме како ќе се испечат. Останете со нас. Драги мои, еве готова нашата ужинка. Погледнете како изгледа, ама се смее. Касни, порасни. Мене не ми е работата ни да каснам, ни да пораснам, но морам да пробам тоа што сум направила. И ќе ви кажам моето размислување какво е. Леле, слушајте. Леле, колку е добро. Ова е најубава ужинка. Ви кажам, ова е ненормално добро. Внатре филот, празот, урдата. Како се спојува со кората. Значи, тајната ова што не ставаме јајца, јогурт или кисело млеко или павлака, или да ги мачкаме корите. Чисто така. Ова е прекрасно нешто. Прекрасно. 1.000.000% знам дека ќе уживате во овој вкус и едва чекам вие да го направите тоа и да ни напишете на нашата страна на Facebook на Вкусот на традицијата како ви се допаѓа. Леле, погледнете. Можам да ви кажам дека за мене ова е едно од најубавите рецепти, токму за ваков вид на кифличка, ролаче, ужинка што ги знам. И затоа често ќе ги правам, морам да признам дека ги бев заборавила, овие одамна ги бев заборавила, него како класика редев. Па става филови јајца, масло, кисели води се, но ова е вистински погодок. Како велат старите, каде што ви даваат, земајте, каде што ве тепат, бегајте. Биле многу умни старите што кажали и тие поговорки останале до ден денеска. Ве поздравуваме од целиот тим на Вкусот на традицијата. Останете со нас и следниот ден во истото време. Довидување.